почитувани представници на медиумите, нашето македонско бело злато, Оризот, го вградивме конечно во листата на стратешки важни култури за државата. Исполнивме уште еден даден збор пред земјоделците. На предлог на Министерството за земјоделство се направија измените на Законот за стокови резерви, со што оризовата арпа се бројува во листата на стратешки култури во државата. Ваквиот предлог произлегува од Националната стратегија за развој на земјоделството и руралниот развој до 2027 година, каде што беше предвидена мерката помош за складирање на производи, но произлегува и од донесениот национален план за производство на храна, кој што го усвоивме на почетокот на 2022 година од страна на владата. Измените во Законот за стокови резерви се веќе донесени од страна на македонскиот парламент, после скоро една година блокирање на овој закон да биде час поскоро донесен. Законските измени овозможуваат Оризот да биде опфатен како производ од исклучително значење за населението и се создаваат услови за негово чување како стокови резерви во вид на оризова арпа. Целта пак на мерката за помош на складирање на производи е стабилизирање на пазарите во услови на пријавени вишоци на производот, преку охрабрување на операторите привремено да ги чуваат своите производи наместо да ги продаваат на пазарот. Оризот е наша важна, традиционална, житна култура во нашата држава и нашата поддршка кон оризопроизводителите сме ја докажале конкретно и на дел. Од оваа година оризопроизводителите, како и сите други земјоделци, вклучувајќи ги за прв пат и тутунопроизводителите, ќе добиваат 100% поддршка за зелена нафта за механизација. Ова значи околу 10 милиони евра преку платежната агенција, дополнителен земјоделски буџет, се со цел сите земјоделци во државата, за сите култури, да добијат 100% поддршка за зелена нафта. Субвенциите кон оризопроизводителите во овие неколку години, уште од самиот на почеток, од 2018 година, ги зголемивме за 300%. Обезбедивме поддршка кон производителите на ориз, во набавка на специализирани комбајни за жнење на ориз, каде што гледаме огромен интерес од целокупниот овој регион и секаде пред нашите посети се поставува прашањето кога ќе биде следниот повик, заради тоа што заинтересираноста на оризопроизводителите по примерот на тие кои што веќе набавиле специализирани комбајни за жнење на ориз како нова мерка од програмата за рурален развој е огромен и верувам дека и во периодот што следи оваа нова развојна мерка ќе се користи се повеќе. Оризарите, како и другите земјоделци, минатата година за прв пат во тековната година добија авансна исплата на субвенциите. Односно 30% од субвенциите ги добија авансно кон крајот на годината, токму за истата година во која што имаат и пријавено, што досега се нема случено и тоа се направи за над 55.000 земјоделци. И тоа е дел на новиот модел на субвенционирање, каде што Оризот исто така е стратешка култура, одбрана да се финансира во 100% износ со поддршка од државата. Навремено се исплатени и дополнителните субвенции. Минатата недела веќе е реализирана исплата кон 9055 полиделци со вредност од над 4,5 милиони евра, со што е заокружена исплатата на субвенциите навремено, пред време, со авансна исплата и со заокружување на оваа дополнителна поддршка токму во период кога се подготвуваат нивите и кога е потребна поддршка на сите земјоделци. Бележиме и добра цена на оризовата арпа, која што оваа година сме сведоци дека достигна и до 40 денари по килограм. Но исто така она што радува е рекордниот извоз кој што го постигнавме во оваа година, што достигна околу 7 милиони евра извоз и девизен прилив во 2023 година од извозот на ориз, што можеби е и дупло повеќе од пред само неколку години. Што значи се цени македонскиот ориз, се зголемува вредноста и мора да се цени и вреднува и трудот на оризопроизводителите. Како одговорно министерство, кое посветено работи во интерес на земјоделците, сакам да ги информирам оризопроизводителите дека и оваа година навремено ќе започне сезоната за наводнување и токму затоа денеска на овие теми сме во овој регион и со директорот на платежната агенција, во делот на целокупната поддршка и сервисирање кон оризопроизводителите, но и со раководителот на подружницата од овој регион, заради тоа што најбитно прашање покрај сите овие политики и достигнувања кои што ги постигнавме во овој период во интерес на
македонските оризопроизводители е целта и сосема навреме и предвреме водата да стаса во нивите, акумулациите се полни, системите се во добра состојба, каналите се чистат, веќе 80% се завршени и верувам дека овие неколку денови веќе водата ќе биде и во нивите по план и распоред како што тоа го предвидува и самата подружница. Докажавме дека можеме подобро, дека знаеме да го развиваме македонското земјоделство, заедно можеме и уште повеќе да направиме и покрај овие постигнувања, овие резултати за кои што денеска ги споделуваме и денеска се факти и резултати во интерес на оризопроизводителите и во интерес на оваа значена наша култура, следи период на уште поголема поддршка за оваа гранка, за овој сектор и за македонското земјоделство.